Се асфалтира улицата Кежовица во Штип. Таа практично е вовед во големите планови сврзани со идниот спортско-рекреативен и забавен комплекс Кежовица, непосредно до бањата и физикалната терапија покрај Брегалница кај Ново село. Се уредува улица која верувам ќе служи за подобра пристапност и на жителите од непосредната населба, но и на сите оние корисници на бањата, на физикалната терапија која се наоѓа во непосредна близина на овој крак. Тоа кое што во моментов се работи е предвидено согласно програмата за уредување на градежно земјиште, изнесува повеќе од 1 милион денари, средства од парите на граѓаните. За овој дел од градот Јорданов денеска ги откри плановите. Ќе се урбанизира и ќе биде навистина едно место кое ќе додаде вредност во нашиот град. Дополнително тенденцијата и замислата на локалната самоуправа е овде да се изгради еден спа центар, но сите овие активности се во нашите планови кои во наредните години очекувам да бидат реализирани. Чекор по чекор активностите ги приближуваме кон крајната цел. Ова е само почеток. Пристапноста е правичниот чекор кој го спроведуваме во насока на урбанизирање. Во зоната Кежовица Јорданов најави низ од проекти. Предвидено е да се прави нов парк на површина од 10.000 метри квадратни, веднаш до кеот на река Брегалница, да се изгради нов мост на река Брегалница кој ќе ја поврзува обиколницата која се наоѓа во непосредна близина овде и да се започне со изградба на спортски терени, на фудбалското игралиште Кежовица, на терени за падел, за тенис и за многу други содржини, картинг, кој исто така се предвидува во непосредна близина да биде изграден. Од буниште се претвора во убавина, потенцираше Јорданов за оваа локација. Навистина од едно буниште затоа што овој простор овде во минатото се користел за депонирање на нелегално депонирање на отпад, да прерасне во еден парк, во еден спортски центар, спа центар кој ќе додаде вредност на нашиот град. Сите овие содржини Штип одамна ги заслужува, а јас еве најавувам од овде дека ова ќе биде моја цел и цел на градот Штип, затоа што преку ваквите активности ќе генерираме развој кој што ни е неопходен.